своевремено, која е својствена можеби за, не знам, секој млад човек, некој ќе рече, нели, кога нема трпение да чека нешто да се случува споро и slow motion, знаете, и едноставно тргнувајќи од собствениот капацитет на визури и поглед на свет, сака тоа нешто да го промени, а мисли дека има моќ и енергија и капацитет да го промени тоа веднаш и сега, онака како што размислува секој млад човек. Се променили нешто во тој поглед од како официјално влеговте во политиката? Видовте ли дека сепак не оди се така брзо и едноставно и елегантно како што ние би сакале? Знаете како, кога ние ги промовиравме нашите погледи за тоа како треба да биде Македонија, кога бевме спремни, подготвени за тие наши погледи да поднесеме големи жртви, кога се судрувавме со цел државен систем, кога се судривме со полицијата, кога дигавме шаторот и кога се судрувавме со целата тајна полиција, државната безбедност, кога ни се отвараа досија, очигледно дека сме биле свесни, можеби не до крај 100%, сме биле свесни дека ќе наидеме на проблем, бидејќи еден стар систем кој што, впрочем, и 10 години после протестите и тие настани од 90-тите, се уште е силен и ја држи Македонија во некаква мрежа заплеткана и целата нација полухипнотизирана. Ние бевме свесни и заканите се случува попат, но не се предававме. Знаете како, млади луѓе немаат што да изгубат. Младоста е секогаш многу порадикална, поенергична, пожестока. Такви беа тие денови. Оспорени се и негативно коментирани и конотирани до ден денеска, меѓутоа исто така знам дека се еден историски настан кој што покажа дека македонската младина има своја визија како сака да изгледа Македонија. Тие беа злоупотребени пароли подметнати и коментари вткаени во општото милје, всушност за да се намали нивната историска вредност, но знаете како, маглата која што се создава кога некој ќе ја создаде, тој најверојатно и знае дека не може да издржи пред тестот на историјата и на времето. Така што како што поминува времето, ќе станат појасни сите мои заложби зошто и како влегов во политиката, односно зашто влегов како млад човек во некакви политички активности. За жал, како минуваше времето и како се менјава улогите и како се повеќе го чувствував притисокот на колективитетот, кој што те толчи, кој што те медиокритизира, значи те враќа во некаква норма востановена која што во крајност преминува и во догма, мене почна да ми пречи што не можам својата собствена креативност, својот собствен став да можам да го изложам и да го бранам. Знаете како, јас демократијата ја разбирам како спротивставување на различни размислувања кои што може да бидат сосема крајно спротивставени, па сепак кај културните луѓе да не предизвикуваат омраза или изливи на негативна енергија која што може да заврши во конфликт. И смртно непријателство. Да. Јас сметам дека без разлика кој каков став има, е добро да го каже, бидејќи милјето и разноликоста на ставовите може да доведе до еден концепцијски прогрес, која ќе се земат во предвид и вградат во едно понатамошно утрешно размислување или стојалиште на сите нас, она што го мислат разни луѓе. Но тоа во Македонија се уште не е фаза која што сме ја достигнале. А јас ја достигнував по некој собствен пат. И барав начин да се ослободам. Таа некоја потрага по идентитет траеше многу долго време. Јас благодарам што мислите дека сум млад. Да, јас сум млад, меѓутоа дел од младоста потрошив на обидување да пронајдам еден собствен идентитет. Кој сум јас?